Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Во овие летни јулски дни имаме и горештени и променливо време, но од ураганот што помина низ Македонија со дождови, грмежи и оркански ветрови, кои наместа достигнале брзина од 130 км на сат, направени се доста штети на домови, објекти, покриви, ниви, градини и друго. Паднале многу дрвја, бандери, оштетени се возила, а пламнале и пожари. Лекарска помош побарале 30 на лица. Поројниот дожд продрел и во терминалот на Скопскиот аеродром, каде што се движеле патниците, но веднаш тоа било осредено. На терен беа излезени екипи, а на помош дојде и армијата заради отстранување на последиците од орканските ветрови и дождовите. Штетите ќе бидат платени според законот, изјави председателот на владата Христијан Мицкоски. Наближува големиот македонски национален и духовен празник Илинден, 2 август, денот на Републиката. Како и секоја година, и во ова 2026 ќе се слави свечено, масовно и горделиво Илинден, со вечно сеќавање и почит за хероите, јунаците, комитите, војводите, борците македонци, кои испишаа неизбришливи страници од македонската историја. Испишаа летопис на непокорот, храброста, родолюбието и борбата за слобода на татковината од петвековното турско робство, како и за прогласената Крушевска република, прва на Балканот. Духовниот празник Илинден од памтивека го слави нашиот народ, и таа традиција продолжува каде и да сме ние македонците во родната земја или во вторите татковини во светот. Во Крушево, на одбележувањето на празникот ќе бидат и 40 на коњаници од повеќе градови, кои ги привршуваат последните подготовки на Илинденскиот марш и наврегу ќе тргнат кон Крушево. Ќе учествуваат во свеченостите и во дефилето горе на Мечкин камен. Во прва официјална посета на Република Македонија беше председателката на Индија Друпади Мурму, пречекана со невисоки државни почести од нејзината домајкинка, македонската председателка Гордана Силјановска-Дапкова. По средбите и разговорите, изјавите и очекувањата се дека оваа посета ќе отвори ново поглавје во односите меѓу Македонија и Индија, и не само за да го затврсти партнерството меѓу двете земји, туку и да го подигне на повисоко ниво во повеќе области, и то од економијата до трговијата, културата, туризмот, образованието, земјоделството, традиционалната медицина и така натаму. Индиската председателка Мурму имаше средба со премиерот Христијан Мицкоски и со спикерот на парламентот Африм Гаши. Таа се обрати пред пратениците во Републичкото собрание, положи цвеќе на гробот на великанот Гоце Делчев во црквата Свети Спас, а ја посети спомен куќата на мајка Тереза. На Македонско-индискиот бизнис форум, на кој се обрати и двете председателки, беше речено од очекувањата се дека трговијата, дека економијата меѓу Македонија и Индија ќе достигнува и до половина милијарда евра. Новите амбасадори добија зелено светло во Републичкото собрание, нов амбасадор во Велика Британија Илина Мангова, во Австралија Стојан Чекитановски и во Холандија Линда Илјазовска. Во Вашингтон, македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски имаше средба со заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави Кристофер Ландау. По отворениот пријателски и содржаен разговор, Муцунски изјави, оти нашите две земји
имаат блиски и усогласени позиции за многу политички, економски и безбедносни прашања, потврдувајќи ја заедничката македонско-американска определба за натамошно заекнување на стратешкото партнерство и соработката во интерес на народите на двете земји. Европската комисија го поздрави темпото како Република Македонија ги исполнува обврските на европскиот пат. Државата продолжува да испорачува резултати со реформи и со се што треба да биде завршено до декември, рече председателот на владата Христијан Мицкоски, додавајќи оти потврда од Брисел е дека сме први во испораката на реформите и со реформи продолжуваме со несмалена динамика. Со исклучок на изборниот законник, се друго е завршено. Па за законникот ја повика опозицијата да се договори за текстот во кој ќе бидат вклучени македонските иселеници од светот да гласаат на изборите во земјава. 8 држави членки на Европската Унија побараа за Македонија и Западниот Балкан, патот кон Унијата да биде конкретен, да се знае што е што и до кога ќе се чека за влез во Унијата, а не тоа да е бесконечно. Значи Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Унгарија, Словачка и Словенија побараа балканските земји, Македонија, да бидат примени според моделот како што своевремено се примени Хрватска и Словенија. Продолжуваме со вестите. На 18. јули 1967 година во Охрид на Третиот црковно-народен собор, Светиот Синод ја донел одлуката за прогласување автокефалност на Македонската православна црква како наследничка на обновената Охридска архиепископија. Одлуката ја соопштил новиот архиепископ, тогаш Охридски македонски Доситеј. На прогласувањето на автокефалноста му претходеле повеќе активности уште за време на народно-ослободителната борба. На 4. март 1945 во Скопје бил одржан првиот црковно-народен собор. На 12. ноември 2009 година нашата света црква во своето име ја става Охридската архиепископија. Ке се воведе македонски јазик во образованието во регионот на Пиемонт во Италија, зашто е постигнат договор меѓу Делчево Македонска Каменица и италијанската општина Рикалдоне. Меѓународниот аеродром Скопје е најбрзо растечки во регионот, обслужувајќи 360.000 патници повеќе споредено со лани. Зголемен е бројот на патниците на Скопскиот и Охридскиот аеродром во првата половина од 2026 за речиси 2 милиони патници со 13.100 летови. Денове посетивме неколку здравствени установи во Скопје, за да се види како и зашто луѓето бараат најмногу лекарски совети и помош. Добивме доста различни одговори, но главно станува збор за полесни поводи и причини да се појде и во поликлиниките Букуреш, Битпазар и во некои амбуланти. Во стоматолошката ординација Каракамчев до Соборниот храм чув доста комплименти од задоволни пациенти, меѓу кои од наши од Америка, за пружената услуга од персоналот во ординацијата на доктор Васил Каракамчев. Скандал во Гостивар е тоа што луѓето 20 на дена пиеле вода со фекалии. Истрагата утврдила дека во водоводната мрежа биле приклучени диви пумпи кои внесувале нечиста вода повеќе од 20 на дена. Уапсени се неколкумина, меѓу кои и директорката на градскиот водовод Асани. Се бара одговорност за овој случај, видејќи во Гостивар над 3100 лица се затруле и побарале лекарска помош, додека во градот е прогласена 30-дневна кризна состојба. Последните најави се дека ситуацијата полека се нормализира. Радиопрограма во Македонско продолжува со својата долгогодишна, исклучително важна и незаменлива мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, на македонската музика, историја и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот, благодарение и на разбирањето и добрата волја на Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар. Уште неколку информации. Прилеп 3 дена беше град на пивото, забавата, орото, скарата и дружбата на илјадници гости од Република во иностранство, кои присуствувале на 23-тиот пивофест. И во комшиската Битола разиграно и распеано беше во чаршијата
на интересниот Локумфест, кој 20 на години се одржува во градот под Пелистер. Сребрен медал освои на светскиот фолклорен надпревар во Истанбул, културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, и тоа во конкуренција на 41 ансамбл и фолк групи од разни земји. Во Охрид се одржува Бич филм фестивалот, а македонскиот математичар Дамјан Давков го освои својот 3 златен медал на Интернационалната математичка олимпијада во Шангај во Кина, во конкуренција на учесници од 120 држави и региони. Познатиот археолошки локалитет Стоби, кој се наоѓа крај автопатот Гевгелија Куманово близу Градско, е еден од најзначајните археолошки места во наша Македонија. Некогаш одамна бил важен центар, каде што минувале главните патишта на Балканскиот полуостров. Долго е препознатлив по своите мозаици, базилики, палати, античкиот театар, па така бројните археолошки откритија се сведоштво за неговото богато историско и културно наследство. Во Стоби продолжува конзервацијата на 2 значајни објекти, театарот и на големата сала на градбата со арки. Тоа беше изборот на информациите за објавување одовде од стариот крај, за радиопрограма во Оро Македонско. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредничи и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Од градиште голем врв, Црнобуки моја крв, по сокаци детство трча, секое срце тука чука, женица типко пе, душа таму мир си зема, каде и распитам јас, тука ми е дом и спас. Тополка и ломан, мртвица, спомен стар, секој чекор, секој здрив, Црнобуки мој очи, Црнобуки вечно во мене, кај да сум срце ме влече, од Змирневско до Висо и ова село вечно стои. Зад мрамор сонце гори, песна речи народ збори, од Австралија, Канада, Европа до дом, Црнобуки е мој дом. Свети Димитрија стои, од векови душа број, звоно бие, срце трепери, вера жива не умира. Свети Атанас, тишина, светлина и лек за душа, свети спас на цело стои, Црнобуки вечно да си. Среднориче далеку гледа, Црновочко поле, дур Пелагонија, Црнобуки вечно во мене, кај да сум срце те влече, Тополка и ломан, Висо и ова село вечно стои. Зад мрамор до Смирневско, од Раскрсница до Прилепско чаде, сите пеат и млади
тоа ваков уплав на бајачка да ги однесеме против дијаспора? Што се плашат од дијаспората? Што им пречи дијаспора? Добро, они имаат реален став и треба се плашат од дијаспората, затоа што таа дијаспора во најголем дел има заменето државата кога СДСМ било на власт. Нормално дека тие луѓе нема да го дадат гласот на СДСМ, затоа што првим гледа дека ништо не се променило. Второ, нашата дијаспора генерално патриотски насочена кон својата држава, сака својата држава, помага својата држава и нема да субвенционира политички, односно играч на бугарската тајна служба. Во таа смисла СДСМ, знаеки дека мора да обработи за Бугарија, знаеки го расположението на македонската дијаспора, нормално е да го кочи овој закон. Тоа успеа да го избрка половина народ надвор, го натера да се исели, а сега на истите не им дозволува да гласаат. И до некаде со право се плашат. Тие што се иселија за време на нивното владење сигурно не се симпатизери на СДСМ. Понека ве натерал да го напуштите своето родно место, сигурно нема да посакате тој повторно да има моќ да решава за било што. И не се само овие луѓе. Тука си сите семејства и поколенија на луѓето кои морале да избегаат од Егејска и Пиринска Македонија. Оние за кои СДСМ потпиша дека никогаш не постоеле како малцинство во Грција или Бугарија. Нашите иселеници се најдобри амбасадори на Македонија низ светот. Градат успешни кариери, ја афирмираат македонската култура и традиција, создаваат деловни врски и најчесто се првиот мост преку кој странците ја запознаваат Македонија. И кога вие од странство се борите за Македонија, за македонскиот народ, за македонскиот јазик, култура и идентитет, а дома го имате Венко Бугари во Устав Филипче, нормално е дека не би гласале за него. Токму затоа измените на изборниот законник се заглавени со оние 10-15 илјади амандмани. Заглавени се затоа што Филипче се плаши од избори и со време си бара алиби за следниот пораз. Значи, ако државата признава дека некој е нејзин државјанин, тогаш таа има обврска да му возмежи реално право да го оствари тоа право, како што е правото на гласање. И сега ние наместо аргументирана расправа за тоа како ова право да се направи подостапно за иселениците, СДСМ и левица дебатата ја претворија во обична меѓупартиска пресметка. Тие не разговараат за заштита на изборниот процес, туку за тоа кому му одговара, а кому не му одговара поголемата излезеност на дијаспората. Тоа, ајде да кажам, политичка шизофренија ми наликувам, лош зборе и можеби не треба да се служи, а меѓутоа да го појаснам, нели, кога вие кажувате две контрадикторни работи, а тврдите дека сте конзистентни во политиките. Ајде да се вратиме месеци наназад. Дали мнозинството владеачко поднесе закон со кој што, нели, бара да се забранат двојни државјанства за пратениците? За да, нели, не знам, се покажат дека тие немале двојни пасоши и докажа знаемноста дека немале двојни пасоши голем дел од нив. И сега како случајно запна, па нема решение. И сега како сега? Од една страна викате добро, нема да има двојни пасоши, од друга страна викате на дијаспората, слушате, вие дајте ни ги тука парите, гласете на ние да имаме пратеници, ама ако реши некој од вас да биде избран, бидејќи голем дел од тие луѓе кои што се наоѓаат во дијаспората, де факто имаат двојни државјанства, тогаш не може да бидат избрани. Како реагирате? Сите се незадоволни, крајно незадоволни, со кои јас имам контакт и велат, ние сме дел од таа држава, дел од тоа општество, не само по потекло, мнозина од нив имаат тука и имот, имаат и куќи, имаат и станови, имаат и роднини, често доаѓаат, имаме, знаете како, на крај од повозрастните кои ќе се во пензија, тука доаѓаат, ако не цело време, поминуваат по 5, 6, 7 месеци. Значи, тие се поврзани тука и тоа нив тешко им паѓа и мислам дека со една ваква политика на опозицијата, та, да речам, припадност или подршка кон сегашната владеачка партија ќе биде само поголема. Така, те го постигнуваат спротивниот ефект. А знаете, до сегашниот систем, кога нашите одеа низ светот се трошеа, тешки пари се трошеа, а имавме, мислам, символичен одзив на гласачите, тоа апсолутно недомакинско и апсолутно не сме да се толерира повеќе. Активности во нашето иселеништво. Илинајскиот пикник кој го организира Македонската црква Свети Ѓорги Кратовски ќе се одржи во сабота 1 август од 3 часот попладне до 10 часот навечер, значи сабота 1 август.
Илинденскиот пикник во организација на United Macedonians од Торонто по 63 пат ќе го одржи на 1 и 2 август. Во саботата на 1 ќе положат цвеќе пред споменикот на Свети Климент Охридски при црквата, а на вечерта ќе се одржи академска забавна вечер. Во недела 2 Илинден пикник на својот манастирски проект на Свети Илија. Во Чикаго, недела 2 август, при Македонскиот културен центар на Свети Кирил и Методи, Илинденски пикник со почеток 12 часот после богослужбата. Ке свири Балкански мелус од Торонто, ке се одржи фудбалски надпрва и богата скара. 53-те љубански илинденски селенички средби ке се одржат сабота и недела 1 и 2 август со богата програма. Любовно заедно со Преспа ве очекува на 1 и 2 август заеднички да го одбележиме овој голем празник Илинден. Македонски фестивал на Македонската црква Свети Богородица ќе се одржи сабота и недела 29 и 30 август на своето црковно место во Стерли Хајс, Мичиган. Додека црковниот собир ќе се одржи во Чикаго, каде Македонската црква Свети Кирил и Методи ќе биде домакин петок, сабота и недела 4, 5 и 6 септември. Првите обичаи е канење на кумот, кој што се случува сега во моментот, и тоа е обичај кој што каде што зетот оди заедно со своите побратими, обично оди најстариот побратим, го канат зетот кој што они велат дека е од големо значење, односно најголемо како предводник на целата свадба, односно велат тоа што е кумот на земјата е Бог на небото. Токму тоа се случува сега, при тоа се носи една матарка во која што има вино и украсена со бршлен кој што го символизира долговечното живење на младенците, така што веднаш после одиме на бричење на зетот. Извадоци од галичката свадба. Бричењето на зетот се случува пред чешмата Упија. Го бричи еден од побратимите и се става бело платно под него. Што значи тоа? Ниту едно влакно не треба да падне, затоа што се верувало дека паднатите влакна некој може да ги злоупотреби, да направи црни маги, односно да има несреќа после тоа во брак. Кета на невестата, тука невестата го гледа зетот низ прстенот. Се верувало дека доколку го погледне низ прстенот, кој што нема ни почеток ни крај, го заробува неговото срце и очи и тој станува слеп за сите други девојки. Е сега од тука веќе сме ја земале невестата, ги товарат коњите со незиниот чејс и одиме во црква. Додека се случува чинот на венчавање во црква, девојките го играат невестинското оро, кое што ја објаснува и ја прикачува достоинството и грациозноста на невестата, именувањето на незиниот социјален статус од девојка во сопруга. Затоа изгледаат вако голо. Еден тип идентитетски ход на пијаците е покоја на нивната магата на печалбарите и горчината од разделата, но во исто време благоденство и непокорност на овој планински народ. Некогаш ваквите обичаи се пренесувале од човек на човек, од колено на колено. Денес технологијата ни овозможува да ги пренесеме многу подалеку, преку границите и до луѓе кои што се на другиот крај на светот. Како технолошки партнер, Македонски Телеком го овозможува токму тоа, токму таа врска помеѓу наследството и традицијата која што ја имаме и генерациите на кои што треба да им ја пренесеме. Првите обичаи е канење на кумот, кој што се случува сега во моментот, и тоа е обичај кој што каде што зетот оди заедно со своите побратими, обично оди најстариот побратим, го канат зетот кој што они велат дека е од големо значење, односно најголемо како предводник на целата свадба. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630 986
000. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талески на 630-986-5000. Вилбур Кија и Форд Кар Дилер се наоѓаат на 7
Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Базел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорѓ Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорѓ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа, ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имейл braichovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ќе ми биде драго и мене на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313-278-5100. Вистински центар на македонската традиција, автентичните вкусови и староградската песна. Во саботата на 18 јули со почеток во 17 часот започна новото издание на традиционалниот продажен фестивал Преспанска софра, кој годинава имаше уште попразничен и емотивен карактер. Ова издание на манифестацијата во организација на местната заедница на селото Љубојно помина во знак на еден голем јубилеј. 50 години од изградбата на селскиот водовод, настан кој пред половина век го промени животот во ова преубаво преспанско место. Пред 50 години нашите предци со многу љубов и заедништво го изградиле водоводот кој што ние ден денеска го користиме, така што тоа е една
приказна за заедништво, за сплотеност и за вложување во идните генерации, за да можеме ние денеска да уживаме во благодетите на тоа заедништво, така што таа вода не е само символ на животот и она што го користиме ние денеска, туку е символ на тоа што ни го оставили нас, да продолжиме да ја чуваме таа традиција и да го негуваме и селото и се околу него и да им го оставиме ние на некои следни генерации. Тогаш јас бев кој што не нося со луѓето, ама фала му Бога на војската и на инженерот што го направи проектот. Иначе, кој можеше тие работи да изводи. Ја помене, затоа што бев малку јас и 10 години земјоделец со воловите што носе едно друго. И ме радва посим, затоа што идеја секогаш кај што се изворите од кај што почнахме, а војската елиминира први на камењата, а после резерварот. Пристигаа во Љубојно, има единствена можност да уживаат во сето она што го нуди богатото гастрономско и културно наследство на Преспанскиот регион. Плоштадот во селото беше исполнет со шарени штандови кои понудија автентични вкусови, мирисот на традиционалните народни специјалитети и домашни јадења, подготвени по рецептите на нашите баби. Ги мамеа сите присутни. Посетителите дегустираа и купуваа специјалитети карактеристични за овој крај. Локални производи и ракотворби беа изложени автентични преспански земјоделски производи, но и прекрасни рачни изработки кои сведочат за креативноста и вештите раце на локалното население. Како што доликува на едно вакво празнување, покрај богатата трпеза, присутните уживаа и во врвна културно-уметничка програма. За одличната атмосфера, емоциите и незаборавното доживување под преспанското небо се погрежи групата Антика. Со изведбата на безвременските староградски македонски песни, тие ги разиграа и ги распеа сите генерации, создавајќи амбиент кој долго ќе се памети. Преспанска софра уште еднаш докажа дека Љубојно е жив чувар на македонскиот идентитет, корен и традиција. Спојот на добрата храна, традицијата и убавата песна ги сплотија мештаните, и селениците и гостите во една незаборавна преспанска приказна. Организаторите изразија огромно задоволство од посетеноста и успешноста на настанот, ветувајќи дека во иднина Љубојно ќе продолжи широм да ги отвора своите порти за сите влюбеници во македонското изворно културно богатство. Во Галичник штом тешкото, на Петров ден го заиграат, на Илинде во Крушево, за рамо братски комирското. На Илинде во Крушево, за рамо братски комирското. Родена
свира, родена су Македонка. На македонците не им било одземано само правото на избор, туку и правото на собствено име. Со државни наредби, личните и семејните имиња биле менувани насилно. Она што со векови се пренесувало од татко на син, било избришано со еден подпис. Луѓето биле приморани да прифатат нов идентитет за да работат, да учат или едноставно да преживеат. Одбивањето значило притисок, казни, па и прогон. Во документите пишувало едно, а дома во тишина се шепотеле вистинските имиња. Можеш да смениш име на хартија, но не можеш да избришеш кој е човекот. Имињата им ги сменија со сила, но не и тоа што беа, ниту тоа што останаа. Уште што друго нашенците во Егејска Македонија има претрпено? Во еден припризнава Бугарци за македонци. Добро се. Мајка ми. Следба на децата бегалци, децата протерани. Уште едно системо. Пустото му остане на грците, што ни спредие. Не се знаеме, цело, брате, не се знаеме кој каде сте. Не се знаеме кој каде сте. Во Чекословакија име, у Маđarска име, во Руманија име, у Българија не не припризнава бугарци за македонци. У Българија не не припризнава бугарци за македонци. Вишештевени, нали беме българи, бе? У Българија не не припризнава бугарци за македонци. Золо! Ка бегаме во Албанија, мари, сестро? Ка береме лисија дъмбови да постојалиме под настачементот да ни студи. Дали глава те боли или половина, леле? Дали глава те боли или половина? Ни глава ме боли, нито половина, леле. Ни глава ме боли, нито половина. Тирање во откажување на вториот протокол. Луѓе, ако не ни веруваат нас овдека, нека зема странски експерти, нека зема двајца, тројца врвни дипломати, разбирате, пензионирани од пријателски земји, јадовените нации, ќе им кажат, луѓе, некои работи се кристално јасни. Македонија моментално, од дипломатска гледна точка, нема избор. Или ќе оди во акција, или полека ќе се влошува на тежната ситуација, опозицијата ваква како што е неупотреблива и антидржавна ќе добива на значење, албанскиот фактор ќе игра на голема Албанија, бидејќи нив им одговара да ние го смениме уставот, се бугаризираме и така натака, така да и за да се разбереме, за сите тие игри, не стоат ни Бугарија или Грција, стоат други многу посилни светски сили. Донесуваш за Македонија е обврска. Дали знаеш какво е чувството да направиш добро дело за татковината? Да предизвикаш насмевка, да отстранеш тешкотија, да придонесеш за мир и спокојство. Покажи дека заслужуваш да си македонец. Татковината е една, чувај ја. Да си македонец е привилегија. 1926, 5 children's faces were preserved forever in time. We do not know the exact place nor their names, but through their traditional clothing, their expressions, and the silence of this moment, we can feel Macedonia from another era. This is not just an old photograph. It is a memory of childhood, tradition, and roots that should never be forgotten. Повторно во Македонија доаѓам. Истината на светот да ја соопштам. Дека преку вас, македонци, спасението на родот човечки се објави. Вие со расширени раце ме примивте и со срце кое беше желно не за било која вистина, ами за Христовата. Вие, македонците, бевте најдарежливи меѓу дарежливите и најверни меѓу верните, а денес
со распарчена татковина и со името свето нагрдено, понижени и непризнати од некои празни глави кои доброто ви го заборавија. Затоа повторно при вас доаѓам и како некогаш Лидија Македонката што срдечно ме угости, повторно при вас топло огниште да најдам. И сите зли заговори против вас од вашите душмани, Бог ќе ги разори, затоа што вие сте чеда на Севишниот, запишани на небесата. Не се најдени, бидејќи велите свекрвата и свекорот ги стаеле парите вие без да знаете, така? Да. Еве случајно на фолијата, за да не бидат парите изедени од глувци, траги ДНК на ги користат. Трагата е доказ?
Кој е секундарно пренесена? А не, кој е секундарно пренесена? Еве, ај логички размислите. Не, ама што е трага? Па видете, можам да зборувам затоа што завршав меѓу еден. Не. Јас многу добро внимателно слушам и следам. И трагите не се доказ. Значи завршив средно медицинско, меѓу најдобрите ученици. Освен да го фатат Ѓоко се интересира како го лупа и го штемува зидот и ги става парите, за вас ништо не е доказ, ама за вас ништо не е доказ. Како е доказ? Кога може да е секундарно, која имате не траги. Не, тоа не е го кажуват. Што е? Тоа може да е секундарно. Доказ е само тоа што ви одговара. Не. Тоа што не ви одговара не е доказ. Не ми дозволувате да ви кажам. Кај стучиле право, само тие докази што ви одговарат. Биолошко вештачење може кажа самите вештаци. Не сателитско ќе направи. Сега ќе побарат од Илон Маск, сателитски да ви дај снимки, дали Ѓоко го штемува зидот или свекорот. Значи најдени се трагели, не се, ама најдени се трагели, не се најдени. Бидејќи велите, свекрвата и свекорот ги стајле парите вие без да знаете, така? Да. Еве случајно на фолијата, за да не бидат парите изедени од глувци, траги ДНК на Ѓоко. Era sovereign movement will give every Macedonian by blood Macedonian citizenship, no matter where they are in the world. The third era brings freedom, truth, justice. The third era is Macedonian. Freedom, truth, justice! Freedom, truth, justice! For the third era! Јас сум Маријан Коцев, а вие ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. Ке плачеш во туѓа преградка. Кога времето ќе избрише секоја тага. Кога ќе остане секој на своја страна. И кога од мене ќе бараш прошка. А јас ќе заминам за секогаш. Ќе те боли туѓата преградка. А јас не можам да се вратам. Кога ти ќе заминеш и ќе полеташ, ќе се виднеш во небесата. Ќе ја видиш светлината. Тоа се моите очи. Ќе ја видиш топлината. Тоа е моето срце, кое е рането и не те остава. Ги избриша чувствата само за еден миг. Се изгуби во мозаикот на животот. Не знаеш каде те води патот на срцето. Ќе ја видиш љубовта која скита. Ќе ја видиш мечтата жилна. Ќе ја видиш вечноста твоја е. Ќе плачеш во туѓа преградка. Таму ја нема љубовта. А јас ќе ти дадам крила да полеташ. Зашто љубовта не се плаќа. Ќе ја видиш во моите очи. Ќе ја носиш во звездени ноќи. Миговите се како мечови. Чувај ја. Ќе ја изгубиш. Оливера Ширговска. Дај ми цицка, ми се јаде! Да ти дадам цицка? Не ти е срам, бре, ти се смеат. Јас умирам од глад, таа се кикоти. Абе ти малку вака да не си за ушки да не доби. Не, добив апетит. Абе бади ја маму цицката ми крпорацева, да, маму, ба. Слушај, синче, ако земам една прачка, ќе те претепам како мачка. Зошто? Види го ти него уште зошто прашува. Магаре невоспитано. Кој ти ги всадил тие глупости во тимбата? Па какви глупости, мама, па сите цицат, и телињата, и кончињата, и лавчињата, цицат. Па цицат додека не прода. А кој е теле од трето оделение? Цица теле едно невоспитано. Лажка една! Цел живот ме лаже! А тато? Што тато, бре? Што
тато? Што тато? Тато уште цица. Кај цицал татко ти бе, сине мој? Па ти го виде татко ти кај што цица, кај цица? Не, па мамо, не сум го видел јас, ама мене ми рекоа така, во училиште. Во училиште? Кого го цицал во училиште? Нема, мамо. Кого кажи некој учителка што цицал? Ма нема, мамо, мене ми рекоа дека тато цел живот цицал. Кој ти кажа тоа? Па другарите ми рекоа. И ми рекоа дека исцицал 4 предпријатија и потоа станал функционер и сега има таква функција на која што уште повеќе може да цица. Ама кој ти го кажа тоа, сине на мајка? Па другарите, мама на сине. Ова, па дела му цицката, па јас сакам да станам функционер. Magde moj, halčane moj, srce mi veli Magde, ja sum tvoj. Magde moj, halčane, dosta, ajde. Magde moj, same se pije, se ne pija, Magde moj, same se pije. Жална вест. Во Чикаго на 79 годишна возраст почина Владе Јанковски Наумовски, родом од Љубојно. Останаа да жалат сопругата Флорика со двете ќерки Бојана и Кристина со своите фамилии. Потоа братот Спасе, сестрите Мица и Зорка. Бог да го прости и лесна му земја. Buddy, she's already my wife. I want a refund. I'm older. Only 1 minute. Which country would you love to live in? The country where my family is. Why not somewhere bigger? Because home is always the biggest place in my heart. Which country would you recommend everyone visit? Any country. Why any country? Because every country has someone waiting to hug their family. That's a beautiful answer. Big man, you have to take care of your wife, okay? Okay, you're right. You know that? I know, buddy. You're absolutely right. Daddy, why were you fighting with Mommy last night? I heard Mommy crying. You're a big man. You have to take care of your wife, okay? Okay, you're right. You know that? I know, buddy. You're absolutely right. I made a decision. Oh, really? What is it? I'm getting married. Already? She's beautiful. Pack extra snacks. Why? They're for my future wife. Begins here, in the heartland of Macedonia, under the reign of Philip II. Then came his son, Alexander the Great, whose ambitions knew no bounds. And he expanded beyond Macedonia, conquering kingdoms and reaching India. The story of an empire begins here. Председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давковска на НАТО во Турција рече: Kantianizam then Machiavellism. Today I would like to say that the motto stronger Europe, stronger NATO, in my thoughts is that enlarged, united Europe is stronger Europe. But the strongest Europe
is Europe living in peace and democracy based on principles and values. That's my message. Thank you. Во Венецијанска комисија ве прашувам, дајте ми компаративен пример. Дали така е дури и во Швајцарија? Ма не ме интересира Косово. Кажете ми, дали е во Белгија, дали е во Канада? Ве прашувам, дали во Европски парламент на сите 27 јазици? Дали во Советот на Европа, не измислувајте, членот 5 став 1 вели, службен јазик на целата територија и во меѓународните односи е македонскиот. Точка. Вториот став никогаш не е прв став, ама сега ќе ви прочитам рамковен договор внесовте во Уставот, повелете во преамбулата, што вика во рамковниот договор, анекс Б, точка 8, не измислувате, вели вака, пратениците може да се обратат на пленарните седници и работните тела во собранието и на јазикот што го зборуваат 20%. Законите ќе се објават и на јазиците на 20%. Прочитајте сега што вели Венецијанска комисија. Дека толкувањето дека може значи дека со закон ќе се одреди начинот на употребата, мора да биде во рамките на Уставот, што значи само поединците можат да одлучат дали ќе го употребуваат или не, дали ќе го користат или не. Ова што вие го зборувате, ниту некаде постои тоа што ми го споменувате за Косово, сосема различни амбиенти. И вчера истото го порачавте, дека ЕУ функционира на база на доверба. Како може да ни објасните како да се изгради доверба со земја членка на Европската унија која што не признава јазик и идентитет? Пример за тоа беше унилатералната изјава која што беше доставена за време на првата политичка меѓувладина конференција. Како да се изгради доверба помеѓу Скопје и Софија? На тој начин или не би се барале понатаму гаранции кога би имало доверба? И накратко само, ако може да ни откриете дел од предлозите на кои што работи Европската комисија во однос на реформите за проширување, знаеме дека основа се на пейперите. Благодарам. Драго ми е што го поставивте прашањето за довербата, затоа што на тоа е изградена Европската унија. Кога започна, таа не започна како политичка заедница, туку како заедница на челик. Тоа не беше добра политика на меѓусебни односи, но она што го ценам, зборувам навистина за сериозното минато во доцните 50 од минатиот век, бидејќи довербата меѓу предходните непријатели како Германија и Франција, поради довербата дека ќе ја градат заедно структурата, нешто подобро отколку да се борат меѓу себе. Да, се согласувам со вас, довербата е важна, но како ќе изградиме довербата? Нема рецепти за тоа. Јас не сум она која што може да ви дава совети за тоа како да изградите доверба со вашите соседи. Но она што го знам е дека колку повеќе доверба имате, толку полесно ќе напредувате низ пристапниот процес. Пристапниот процес не е само оној технички дел каде што треба да ги направите реформите. Туку пристапниот процес е поврзан и со динамиката, политичката динамика во земјите членки. Што и да правиме ние? Имаме еден јасен случај. Украина е блокирана веќе долго време од Унгарија, иако Унгарија на почетокот даде зелено светло да ја даде на земјата кандидатски статус. Но потоа не можевме да продолжиме напред, не можевме да го отвориме кластерот 1 поради Унгарија. А сега е отворен и наскоро ќе ги отвориме сите останати. Оно што сакам да го кажеме, како може да изградиме довербата? Можеме да изградиме довербата
не само со добри зборови, туку и со добри дела. Може да градиме доверба со избегнување дејства и зборови кои што може да зголемуваат тензија. Може да ја зголемиме довербата кога ќе го почитуваме меѓународното право, ќе ги решаваме споровите по мирен пат. Може да градиме доверба преку соработка на заеднички прашања. Има многу заеднички прашања во Европската унија. Знаете дека вашиот премиер е навистина експерт кога станува збор за енергетика. Енергетската заедница е еден од најважните делови за градење доверба и градењето доверба во таа област, токму за тоа зборувам. Фолклорната група од Македонија во странство. It's time for the show. 감사합니다. 북마케도니아 무용단이었습니다. Thank you so much. It's from Nurse Macedonia. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.